Почитувани гледачи, ова е програмата на Канал ВИС. Во наредниве минути наши ваш гостин Митко Андонов, член од шаховскиот клуб Цареви кули, клуб кој што е релативно нов на шаховската сцена во нашава земја, но клуб кој што минатата 2022 година направи вистински бум со оние млади категории и на второ место за деца до 8 години. Едноставно алкалоид дури кои се овие деца од Струмица, неофицијално ми го кажа. Митко, благодарност што дојде во студиото на ТВ каналот ВИС да поразговараме и за шаховскиот клуб Цареви кули, но и за она кој што го сврте вниманието, можеби не на пошироката јавност, но на оние кои што го сакаат шахот како игра, а тоа што се почна да се реализира еден турнир кој што, ако не се лажам, ќе трае цела година. Да. Добар ден, добре дојде уште еднаш во студиото на ТВ каналот ВИС. Добро ве Реков, минатата година го свртивте вниманието, релативно млад клуб, но она што за кој што бе повикав е оној турнир кој што го почнавте, а потоа ќе се вратиме нели на фокусот на вашата работа. Како дојде до идејата, за каков турнир станува збор, може да ни објасниш? Имаше ли интерес? Мислам дека во наводници првото коло помина. Така да. Првото коло помина супер успешно. Презадоволни сме од одзивот. Како дојде до тоа? Па во последните 2 години како станавме поактивни, јас и колегите членови на шаховскиот клуб почнавме да излегуваме и надвор од Струмица на некои околни шаховски турнири и нормално сите учиме и сакаме да напредуваме и да ги воведуваме новините и подобрувањата и во Струмица и во нашиот шаховски клуб. И видовме дека и во други клубови околу се прават такви шаховски турнири, наречени Гран При. Односно, тоа е еден начин да на некое, дури и неофицијално ниво си ги одмериме силите за да видиме каде сме, што можеме да подобруваме, колку не има, и тоа е еден битен параметар. И затоа почнавме да размислуваме на идејата и ние самите не бевме свесни дали тоа колку ќе се реализира. Да бидам искрен, првите моменти кога почнавме да пријавуваме, пробавме ние со лични контакти, некој што понекогаш појавил интерес, па да го поканиме, па да го запишеме на список за да има, мислејќи дека нема да има доволно, па да собереме барем некои 15-20 луѓе. Лимитот, односно нашиот максимум што ние можеме да го да го поднесеме во нашите услови според големината на клубот, капацитетот на шаховски табли, фигури, часовници, беше 30, што беше научна фантастика, не ни помислувавме. Меѓутоа, ден со ден листата растеше, беше интересно како луѓе се водат кај мене на телефон, кај пријатели, по Facebook пишуваат, се пријавуваа и на крај конечната листа стигна до 34 кандидати на наше огромно ниво. Очекувавме да биде македонската кај што нема да се појават, па не знам тоа, го имавме резерва, но на наша среќа, денот на реализација на турнирот имавме посетители повеќе од колку што треба, имавме дури и луѓе кои што дополнително сакаат да се пријават. Некој не дојде, некој друг се вклучи, 34 реализиравме, учесници на турнирот, ги запишавме, учествуваа и се помина во најдобар ред. Тоа беше првото коло, ако не се лажам. Со оглед дека информациите говорат дека ќе биде секој месец. Така е. Значи, начинот на кој се одвива овој вид на турнир, затоа се нарекува Гран При, како во Формула 1, или се реплицира од Формула 1 системот, ќе има цела година, планираме да има 12 такви, еден месечно, и ќе се реализира во последниот викенд од секој месец. На секој турнир учествуваат кои сакат луѓе кои се пријават, најдобро, нели, веројатно тие што учествувале ќе продолжат да се пријавуваат, меѓутоа има можност и некој дополнително се пријави, например со промовирање на настанот, ќе слушнат и други членови кои што се љубители на шахот и сакат да учествуваат и може да се приклучат, затоа што нормален е процесот, некој ќе се откажува, друг ќе се пријавува, самото тоа што има одредена структура на поени, дава можност некој покасно да се приклучи пак да биде дел од ова. Мислам, во делот на
не форсираме во делот на награди или некои огромни, не знам, титули и слично. Важно е за почеток да го организираме, да биде успешно. На крај на годината да видиме кој ќе биде, ајде да кажам, најдобар шахист на Струмица за годината 2023. И позитивно сум изненадан и од моментот каде што имаше доста јаки играчи, но и ме радува моментот каде што имаше играчи кои дојдоа и за забава, и да почувствуваат каде се во своје достигнување на шахот. Нема потреба да се споредуваме на победник и кој губи, кој добива. Овде сепак шахот е игра, една добиваше една, пример во клубот помеѓу нас членовите можно е еден да ги победи сите други, а јас да го победам него, а и обратно. Так, тоа е према стилот на игра и слично. Така, и на крај предпоставам дека во декември ќе се сумираат сите оние резултати, односно ќе се знае најдобриот. Ма тоа да разберем, да разјасниме, се собираат сите поени освоени партии од сите турнири. Не турнири, него сите кола, јануарското, февруарското, така. Да. Значи, нема да ги броиме по број на победи, туку по број на поени, заради тоа што во секое коло може да се соберат различен број на поени. Поените се однапред договорени како ќе бидат, како ги добиваат, или исто така има и можно да се споредуваат спрема број на освоени победи во турнирот, така да на крајот ќе може да се мерат. Има и други некои параметри кои што кажуваат во случај на исти поени кој имал. Да. Митко, ајде да се вратиме на ова викендов кој што помина, рече околу 34, секој не може со сите 33, туку се права некој систем, предпоставува. Како беше атмосферата, бидејќи информациите говорат дека имаше и деца, имаше, но и возрастни, кои што имаше ли жар? Да. Неверојатен е моментот кога ќе се соберат толку многу љубители на шахот на едно место. Јас не знаев дека има толку многу луѓе и веројатно има и уште повеќе кои што ги повикувам да дојдат во клубот, отворено е, бесплатно е да дојдат да играат, да учествуваат. Баш ни значи. Баш и најголемата потреба за шаховскиот клуб е да имаме што повеќе луѓе, затоа што луѓето, ние што сме членови во клубот, неисцрпно работиме на таа тема, го промовираме шахот, се трудиме да ги донесеме бенефитите и кај младите и за градот, меѓутоа доколку не се приклучат уште луѓе, ќе биде тешко да се одржува тој клуб, затоа што сепак е тоа едно инвестирање на време каде што немаме некој бенефит за возврат, нормално, тоа е хоби. Жар имаше неверојатно многу, значи од шахисти кои што играли на времето, мајстори кои што на времето освојувале победи и места на ниво на Македонија, кај што ги одмеруваат силите овде, па на пример кога се продолжува таа игра, сите се собираат за да гледат како завршница, па нели учиме и некои потези и слично, но и од најмалите кои што чекаа некоја прилика овде да видат кај се они во тој свет. И имавме таква можност затоа што, како што спомна ти, младите во нашиот клуб веќе покажуваат добри резултати. На место каде што имавме некој што се откажува, на пример, неколку партии пред крај, им дозволувавме да играат за да си ги одмерат силите. Тоа е незаменливо и непроценливо. Значи, за младите да се вежбат, затоа што како и секој спорт и секој настап, ти најдобро го знаеш, тоа треба време и пракса за настап во живо, нели? Апсолутно. И ние кога бевме на турнирот во Охрид, изгубени, стрес, не знае како ќе биде. И тоа младите им дава можност да вежбаат и за да следни турнири. Добро, тоа е сепак истекнување и искуство, само да прецизираме пред да се префрлиме на работата на шаховскиот клуб Цареви кули. Рековте дека секој последен викенд од месецот ќе се организира ново коло, односно месечно коло. Сега уште еднаш да прецизирам. Ако сега во јануари сте имале 34-ца, тоа не значи дека бројката мора да биде истите. Може да се приклучат и нови. Така е. Предпоставувам. Да. И целта е да имаме постојано нови каде што ќе се дополнува. Да, може значи јас да се пријавам некаде во септември, ги добијам сите партии, па и јас можам да видам. Да. Па растеме со сите победи, се качуваме на. Сега некако
тајно помина, да кажем, тоа прво коло, иако на вашиот за жал. Facebook страна Да. ги објавувавте дека ќе стартува. Дали размислувате и да доаѓа посетители да гледат, бидејќи знаете, мора да има некоја допирна точка за да ме навлечеш да играм шах. Ќе бидете ли отворени и како е планирано во иднина тие кола? Предпоставам, ќе имате ли капацитет, ако се пријават уште 10-15 шахисти, млади, повозрастни, или не само Струмица, туку и од населените места, предпоставам дека сте отворени, ќе го издржите ли тој притисок, односно не притисок, ресурси ќе имате ли да одговорите? Одлично, на место е прашањето на кое не сме размислувале до сега, меѓутоа еве убаво е да почнеме со време да размислуваме. Имаше и сега неколку посетители, меѓутоа сепак поради физичка простор немаме многу можности, тесно нема можност да се шетат посетители, иако и ние сакаме да има поотворено. Веројатно е некоја опција, ако се зголеми бројот, да видиме и некоја друга просторија. Или 2 дена. Или 2 дена, и тоа е опција. Ние и овој викенд имаше притисок од некои од играчите да биде во 2 дена, затоа што системот, ние со швајцарски систем играме, 9 кола е, 9 партии мора секој да одигра, за да може системот доволно да одмери кој колку е јак, каде треба се позиционира, и 5-6 часа беше играта, што е заморно. 14-15 часот почна, па ми кажа дека до 21-22 траеше. Тоа е напорно, но ќе видиме, напорно може е за шахистите, но во секој случај кога влегуваш ли во игра, Митко, не Да, знаеш времето дека лета. лета времето. Тоа така да мислам тоа го најдобро знаат шахистите. Добро, да се размислува на тоа поле не ќе биде лошо. Значи отворени сте, слободно можат сите некои што сакат и знаат да играат шах, еве да го почувствувате тој надпреварувачки дух. Иако сепак морам да кажам дека ова е прв турнир кој што го организира и се учиме заеднички, но се во интерес на шахот во нашиот регион или во нашата општина. Фокусот го дадовте и се уште го давате на младите. Реков, некако минатата година, релативно сте млад клуб, но минатата година го свртавте вниманието со тоа што екипно до 8 години бевте, освоивте сребро, во индивидуална конкуренција повторно освоивме злато, блескавте во шах. Јас не залудно го реков тоа, Алкалуј дури се изненади кои се овие дечки од Струмица. Така беше. Нели Алкалуј да не зборуваме. Како функционирате? Вие се наоѓате во средното општинско училиште Јане Сандански, ако не се лажам. Да, таму има просторија. Можат ли нови членови, како работите, кога се овие подготовки или тренинзи, или како да ги кажам, кога ги усовршувате тие техники на напад со шаковските фигури, на одбрана и така натаму. Малку да не запознаете. Да. Пред да преминам на младите, да не пропуштаме еден момент, најавувам уште сега, а за тоа се надеваме и дека со време ќе разговараме, па да имаме можност да запознаеме јавноста преку вас, за што сум многу благодарен. Ние во нашата годишна програма за прв пат ставивме и официјален државен турнир, кој што планираме да се одржи ова лето во Струмица, каде што ќе бидат поканети сите шахисти од цела Македонија. Ова е неофицијално и јас прв пат сега го спомнувам во јавност, затоа што сега околу Нова година ние усвоивме нашата програма. Тоа зависи од многу фактори, нормално за реализација на еден таков настан ќе ни биде потребна голема поддршка, веројатно и спонзори и се, така да повикувам ако има некои поддржувачи, најчесто нив ги повикувам поддржувачите на шахот да се вклучат, да помогнат бидејќи е со добри намери, и со тој надпревар фактички учествуваме со официјални поени каде што сите се рангираат. Тој турнир се пријавува официјално и на пример секој што ќе учествува се рангира на таа официјална листа, па на крај да добие и некој рейтинг. Тоа е голем успех за нас и сакаме нормално ќе учествуваме пак на државниот турнир кој што е за сениори, пак е во Охрид оваа година, ќе видиме кој ќе учествува, а и еден турнир за младите кој што во моментот имаме најголема надеж и желби за успеси. Првичната цел и најголема мисија на сите нас ентузијасти во ова беше да направиме клуб каде што ќе изградиме деца, нова младина, кои што ќе бидат носители на шахот во иднина. Ние сме на некое средно ниво, никој од нас нема поголеми резултати од членовите на клубот, на национално ниво или надвор од Македонија, меѓутоа
со децата сме посебно горди, бидејќи ние не знаевме до кај ќе стигнеме. Значи имаме 4 групи на млади деца, односно вкупно околу 50 членови на деца. И тоа е феноменална бројка што за толку кратко имаме постигнато. Секој ден баш се радуваме на таа тема. Пробуваме да го одржуваме тоа и да ги поделиме, затоа што кога ќе станат многу е тешко, па се поделени во посебни термини и имаме во моментот Филип Козаров е ангажиран како учител кој што ги воведува во шахот. Овде има доста пракса, нели, со помош на книги, се учи со процеси, имаме некои алатки, софтверски, нешто што ни помага. И потоа имаме, значи, првите 2 групи ги води Филип, а потоа имаме помош од другите учители, и Александар, и Звонко, и така. Значи, кога вообичаено се овие тренинзи или обуки, или како да ги именува? Супер. Клубот е отворен секој ден од 5 часот па до... Од 17 часот до од 17 часот до 20-21 часот. Да. Часовите за децата се одржуваат во 6 и во 7 часот, во зависност од различни денови. Некои се понеделник, среда и петок, некои се вторник, среда и четврток, зависи како треба. И плюс имаме една група која е онлайн, затоа што Оливер, кој што беше на претходната емисија, заедно со Звонко ги држат онлайн часовите со некоја понапредна група. Така. Јас сум од Ангелси, мојата ќерка или мојот син сака да се запише, има ли можности? Има можности. Има можности, се разуваме и ги повикуваме сите кои што сакаат. Има место во двете групи, можеме да додадеме деца и истото ќе биде корисно за сите. Како што реков, 3 пати неделно има, како се вика, парципацијата е символично 600 денари месечно, што е релативно, мислам дека е прифатливо, имајќи во предвид дека немаме други извори на финансирање, мислам мораме да обезбедиме барем за функционирање. Така да отворени сме и веројатно секој месец имаме се повеќе нови пријавени и тоа е добар знак. Да. Митко, сте размислували вака реално да бидеме искрени, шахот една игра и кој што сметам дека многу поттикнува логички да се размислува да ги дисперзирате, ова е сега гран-при на Струмица, но да дисперзирате некои училишни турнири, да се вклучат децата од Василево, Босилово, Иловица, Новосело, Колешино, да не ги зборуваме, бидејќи на тој начин и афирмацијата или пак стравувате од можен голем наплив, па дали ќе одговорите на сите предизвици? Ванети, или стварно си вклучен во сите дејности, што е веројатно и твоја работа, што е одлично, или ептен имаш осет на ситуациите, затоа што веќе почнавме да преговараме на таа тема. Феноменално на место прашање. Имавме ситуација каде што градоначалникот од една од другите општини контактираше со нас и рече и ние... Слободно, градоначалникот кого? Значи, тука присуствувавме ние, бевме вклучени, праќавме од нас луѓе членови во Моноспитово, каде што веќе повеќе деца изразија можност, желба за да учествуваат. Размислуваме како да го направиме на еден начин да функционира без да мораме ние да патуваме постојано, затоа што луѓето што сме ние во клубот едва и постигнуваме за Струмичкиот клуб. Ако се внесеме и во другите општини нема да може да постигнеме и ќе биде баш. Затоа повикуваме, ако има заинтересирани во тие општини, ние сме отворени и бесплатно на сите да им помогнеме, да ги обучиме под капата на Цареви кули, да направиме едно големо, ајде да кажам, здружено да настапува. Дисперзирани оделенија, така е. И таму да можат има секаде просторни услови. Така е. Ќе помогнеме во сите делови, во било кој дел да треба, дали некоја дополнителна обука, дали еве и со учеството на натпреварот ќе бидеме посилни, затоа што од секаде ќе излезат уште по некое дете. Ова го постави Фандонов, знаете зошто, бидејќи реално нели Струмица окей, но знаеш луѓето сакаат да бидат нештата поблиску до нив. Еве, човекот од Иловица можеби сака нешто поблиску до нив, кај нив да се случуваат, така и се расте интересот, но впрочем и анимирањето, бидејќи не бара реално за разлика од останатите спортови, шахот и не бара некои големи финансиски средства, но и ја поттикнува моториката, ги поттикнува умствените способности кај младите, што мислам дека во налетот на тој дигитален свет ова е и текако неопходно. Така е. И расте и на светско ниво, расте интересот за шах.
Мислам дека тоа е позитивно нешто, апсолутно, да се отргнеме од електрониките. Баш се радувам затоа што децата тука се инволвираат на друго поле, размислуваат логиката, предвидувањето на следните чекори, напати, одбрана, тоа е всушност и во приватниот живот, да знаеш како да се снајдеш, да одиграш некој потек, но и исто и сталоженост, смиреност. И она што јас се трудам, еве и со моите деца, пробуваме да се научиме, мора да научиме и како да губиме. Ако условно речено губиме. Мојот поголем син е одличен во логика, меѓутоа не сака да игра шах затоа што губи. Сега нормално е но и тоа ќе се надмине. Така. И со вежбањето во клубот гледам процесот кој што немаме во моментот решение, децата кога играат на турнири и слично, колку и да се и 7, 8, 9, 10 години, се случува некој да заплаче, биде емотивно погоден и тоа е дел од процесот. Но тоа е добро речено, не само потеки до децата, туку и до нивните родители, еве малку да размислувате и на тоа поле и доколку имат шаховска табла да седнат барем првите потези или како ги вика потек, така да ги научат своите деца, да ги полека да финишираме. Имаше ли на ова јануарско коло некој кој што 9 поени освои? 8,5 поени. Ова е добар резултат. 8,5 поени имаше. Значи 8 победи, едно реми. Панче, така е, да. Панче Шарламанов, тој е мајстор на ниво на Македонија, феноменален шахист кој што ни помага, многу ни помагаше во организацијата и се уште е тука вклучен кога треба со некои понапредни шахисти. Го почитуваме многу затоа што има придонесено за шахот доста. И беа рамо до рамо со Спасо Филев од Дабиле, кој што е одличен шахист и сега исто се потврди на овој турнир. Имаше ли некој изненадување? Имаше изненадување, мислам, ние со нив двајца се среќаваме, се гледаме, меѓутоа се појавија млади деца, дечки кои што не би можело години да споредам, можеби 25-30, не сум сигурен, кои што јас лично не ги знаев и веќе добро котира на таа некоја табела, ако може да се каже. Сепак има и тука има и среќа со кои ќе се паднеме да играме и слично, меѓутоа да имаше доста пријатни изненадувања за истите деца, за истите тие луѓе што зборуваме. Ние членовите дискутиравме и најголема желба ни е да направиме нешто за да ги привлечеме да останат во клубот. Не зборуваме овде за финансии и сам рече нема пари овде, не е фудбал да се продадеме во некој. Ова е хоби каде што сите влегуваме со љубов. За менталното здравје далеку корисно. Митко, јас ти благодарам што беше дел од програмата на ТВ каналот ВИС. Многу успеси во ако повели би финиширал со резултатите затоа што тоа ни донесе најмногу не славам, тоа многу ни помогна да се спомнуваме во јавност во последно време, да ги потврдам само во твоите заклучоци во делот на настапите. Добивме сребро, односно второ место на национално ниво како тим, меѓутоа имавме едно прво место на еден турнир во шах на град Скопје, каде што Мартин, кој е 8 години кај нас, освои златен медал. Прво место на ниво на Македонија до 8 години. И тоа беше нашиот најголем успех после тоа каде што многу родители почнаа да ни се јавуваат и реално да ја увидуваат можноста дека нешто вреди овде, дај да видиме да се вклучиме. И сум задоволен како родителите реагираат, не поддржуваат, помагаат, патуваат исто. Тоа е важен момент затоа што ние туги деца тешко не смееме многу. Важно е дека родителите вложуваат и ги охрабрувам и поддржувам и родителите да ги праќаат децата, но и ако има некои ентузијасти да се вклучат во клубот, на вистина ни неопходно уште 20-тројца членови да се вклучат, да одделат по 2-3 часа неделно за да можеме да го промовираме шахот на ниво на Струмица и регионот. Да го преведам, оние кои што добро знаат да играат шах, нека слободно се активираат во шаховскиот клуб Цареви кули да бидат учители. Може. Нонов, јас ти благодарам што беше дел од програмата на ТВ каналот ВИС. Секако ние ќе информираме за секое коло кој што поминува во рамките на тоа Гран При Струмица 2023, но она за кој што поддршка ја имате безрезервна, да успеете во вашите амбиции да ја реализирате годишната програма, да направите тој младински турнир, да бидете дел од тоа државно првенство, некој турнир овде во организација на Шаховската федерација на Македонија и дај Боже ова 2023 година повеќе деца да се радуваат со златни медали. Благодарам. Така, вам почитувани гледачи, доколку ви интересира шахот, слободно во просториите на Средното општинско училиште Јанес Сандански после 17 часот, каде што можете слободно да ги пријавите вашите деца или пак вие при крајот на февруари да се вклучите во оној
Гран При Струмица 2023, доколку секако знаете да играте шах. Во она почетно коло, 9 надпревари секако ќе имате. Благодарам се уште еднаш, а продолжуваме со останатите содржини.